Родителите на скокалко. Откако се врати од градинка, Константин внимателно ја разгледуваше омилената сликовница за кенгурчето скокалко, кој најмногу од се сакаше да дремка во торбата на мајка му. Сликовницата често му ја читаше дедо му, па Константин ја знаеше речиси напамет. Тато забележа дека повеќе пати ги прелистува страниците, како да бара нешто меѓу нив, па го праша: "Коста, бараш ли нешто? Сакаш ли да ти ја прочитам?" "Тато, нешто ми е чудно. Денеска учителката во градинка ни кажа дека секое дете има право да расте покрај родителите. А во сликовницата скокалко е постојано во торбата на мајка му. А татко му каде е? Зошто не го нацртале? И скокалко треба да има право да биде со мајка и татко," размислуваше наглас Константин. Тато се насмеа, па му објасни дека скокалко е мало бебе, кенгурче, кој првите месеци од животот ги поминува во торбата на мајката, за да биде безбедно и заштитено од различни опасности во природата, додека татко му со возрастните кенгури е во потрага по храна. Мама, слушајќи го нивниот разговор, дојде со лист и фломастери и нежно му предложи на Константин да го нацрта семејството на кенгурчето скокалко и потоа цртежот да го додадат во сликовницата. На Коста му се допадна идејата, па реши од едната страна на листот да ги нацрта скокалко и родителите, а од другата страна себе си покрај мама и тато.